Почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници, по ко знае кој пат владеачкото мнозинство го злоупотребува европското знаменце. Ова е нотирано и во извештаите на Европската Унија и е посочено како недемократска пракса. Почитувани колеги од мнозинството, крајно време е овие предупредувања да бидат сватени сериозно овде во Македонското собрание. Овој пат предмет на злоупотреба е законот на игрите за среќа. Закон за кој нема никакво повикување на регулатива или директива која се транспонира во домашното законодавство, односно не се врши хармонизација на законодавството со законодавството на Европската Унија. Овој закон воопшто не минува низ процесот на хармонизација со законите на ЕУ и оттаму нема никаква потреба да биде со ЕУ знаменце, односно да се носи во скратена постапка. За злоупотребата на европското знаменце за овој закон, јавно писмо со критики упати до владата и до нас, пратениците и австрискиот амбасадор. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија има конзистентен став дека секој закон треба да го помине филтерот на предметната комисија, а Комисијата за европски прашања да ја проверува усогласеноста на законите со европските директиви и регулативи. Токму поради ова, бараме точка 14, предлог закон за измени и дополнување на закон за игри на среќа и за забавни игри да се симне од дневен ред на денешната седница, а собранието дополнително да ја преиспита употребата на ЕУ знамето за овој закон. Инсистирањето на владата да се донесе овој закон ќе ни направи потенцијални проблеми со одредени земји членки на Европската Унија поради еклатантно фаворизирање на одредени економски субјекти и поради злоупотребата на знамето на Европската Унија за непостоечко усогласување со што се подкопува интегритетот на собранието на Европската Унија и нејзините вредности. Уште еднаш, точка 14, предлог закон за измени и дополнување на закон за игри на среќа и за забавни игри да се симне од дневен ред од денешната седница и дополнително да се преиспита употребата на ЕУ знаменце. Ви благодарам. Предлог